Почетоците на театарскиот живот во Битола датираат од втората половина на 19 век, кога во 1883 година млади битолски ентузијасти ги извеле драмските представи Цилиндер и Блепарица на македонски јазик, битолски говор. Битолскиот валија Абдул Керим Паша, кој уживал репутација на напреден човек и добар познавач на европската култура, во 1897 година лично презел иницијатива за изградба на театарска зграда, лоцирана во центарот на градот, на местото на кое што се наоѓале муслиманските гробишта, кои за таа цел биле отстранети во текот на ноќта со помош на затворениците од местниот затвор. Градбата траел до 1905 година. Во меѓувреме биле давани представи при што се играло на партерот, а во ложите и на балконот била сместена публиката. Во сезоната 1908-1909 година била доградена и било овозможено нормално одвивање на работата. Првиот градски театар во Битола бил типично ориентален и примитивен. Познато е дека театарот не бил изграден исклучиво за театарски представи. Во суштина тоа било кафе шантан, кафеана со пеачки, дамен капели, кои најчесто не биле во постојан работен однос, туку гостувале од Солун и другите поголеми градови од империјата. За таа цел зградата располагала со акустична сцена, на која настапували разни естрадни уметници. Интересно е што сцената повремено им служела на дервишите од битолските текиња за изведување на нивните ритуали, верски ритуали, кога им било потребно и кога имале повеќе публика. Да.
Во 1910 година, покрај професионалниот градски театар, во Битола постоеле уште 3 други аматерски групи. Од разни краишта на тогашната Турска империја, кои во своите представи ги изведувале во тогашниот Гранд Хотел на Прилепскиот пат или на Тумбе кафе. Тумбе кафе, де. Почитувани дами и господи, посетувајќи ви добра вечер во салонот на Народен театар Битола, љубезно се молуваме за време на представа да ги исклучите вашите мобилни телефони, пејджери и други звучни апарати. Срдечно благодариме и пријатна вечер. Dear ladies and gentlemen, good evening and welcome to National Theatre of Bitola. We kindly ask you to switch off your mobiles, pages and other sound sets during the performance. Thank you and have a pleasant evening. Од 1919 година до 1923 година Михајло Лазич Чича со група на аматери од така наречениот бенефициран театар Тоша Јовановиќ со седиште во Крагуевац пристигна во Битола за да го подобрат осиромашениот театарски и културен живот. Нивното пристигање во Битола, да, и отворањето на градскиот театар беше извршено по наредба и барање на тогашното Министерство за просвета. Репертоарот на театар бил составен од национални, историски и фолклорни битови драми, пиеси. Во 1919 година, поради финансиска криза, театар ја прекинува својата активност. Од 1920 година театарот повторно е обновен од Радивој Динуловиќ. Да,
Тој со своето богато искуство извршил промена во репертоарот. Направил поатрактивен репертоар, извршил исто така промена во ансамблот и вовел ред и дисциплина. И така повторно ја вратил публиката. По неговото заминување во 1923 година, театарот повторно престанал со работа. Во истата година, 1923, Михајло Лазич повторно се вратил, го обновил и раководел со театар. Семи го кај тебе, мој хубаво. Моите раце не се мајчински. Зошто ми зборуваш така? Зашто не можам? Не можам повеќе да ги држам рацева што не можат да погалат своје дете. Навредена сум и понижена до дно. Министерството за просвета како бликотат чешми да и така. одлучува во Битола да се основа градско позориште. Во 1926 година Скопскиот и Битолскиот театар се обединуваат. На 26. април, свечено со премиерата Смртта на Урош Петиот Стефан Стефановиќ, а во режија на Александар Верешчагин, беше означено отварањето на зградата на Битолскиот театар. Битолскиот ансамбл започнал со работа во октомври, а веќе во месец декември тој се дели на два дела. Едниот останува во Битола, а другиот пристигнал во Скопје. Поради финансиска криза 1927-28 година театарот во Битола е затворен. Да. Имате нешто да прашате? Нечу добро. Не, господине, не. Така е подобро, така и мислев. И не ме интересира како ќе ги делиме. Како што мислите? Ние нема да ги делиме, господине Којов. Како? Ќе ги продаваме. Со акт од Министерството за просвета. 1928 година Битолскиот театар се одвојува од Скопскиот.
И му е исплатена дотација. Управата на театарот ја превзема одборот на граѓани. Тогаш театарот го носел името Градско позориште у Битолју. Од 20 февруари 1932 година до декември 1937 година во Битола работел театарот Добро поле на чело со Василije Зорики. Во тој период од дилетантската група на Петар Велјановски бил формиран тој театар, а пак врз основа на ракописот на театарскиот одбор на битолските граѓани. Театарот го дотирала општината на град Битола. Артисти во битолскиот театар биле Петар Велјановски, Павле Павловски, Веле Гоце, Драги Тодиќ со сопругата Колубовик и многу други. А со тој театар тогаш соработувале и браќата Димче и Јацо Стефановски. Вистинскиот национален театарски живот во Битола започнува дури по незиното ослободување. Само 10 дена по ослободувањето на градот, формирана е театарска група при Агитпроп на воената област на 14 ноември 1944 година во услови на слобода. А од сцената на некогашниот стар театарски објект првпат се разлеа слободниот македонски збор, кој затрепери со сета своја убавина и привлечност преку репликите на едночинката Ѓоре Магаревски од Владо Малевски, а во режија на Димче Стефановски. Во 1945 година со пиесата Парите се отепувачка од Ристо Крле е дадена целовечерна представа, со која и се означи театарот како комплетна репертоарска куќа со одредена физиономија. Добро, јас, бидејќи сум една средна генерација во театарот, може би повеќе би можела да кажам за она за кое јас се сеќавам, за оние години каде што јас ги поминав во овој театар. Иако предходно 44-та тука е Мери Бошкова, тука се врвни имиња, Ацо Стефановски, Димче Стефановски, потоа доаѓа татко ми, доаѓаат многу други луѓе. Почнуваат представи, се правеа поголем број на представи. Во режија на Димче Стефановски, покасно доаѓа еден Предраг Дишленковиќ, па се зголемува актерската екипа за Елена Тешанова, Мара Георгиева, за покасно 56-та така нешто, доаѓа Олга Наумовска, доаѓа на овој театар. Се правеа премногу представи, ми се чини за тоа време. Сега одеше брзо, на репертоар одеа можеби по 10 и повеќе во една сезона. Се работеше класиката, се работеше Молиер, Шекспир, Островски и така натаму. Тука веќе доаѓаат и нашите режисери кои завршија во Белград, тоа е Душко Наумовски, Љубиша Георгиевски, потоа Димитар Христов од Љубљана и веќе си ја превзедоја, да кажеме, режисерската работа, рака, почна да се гледа, почна да влегуваат новини во театарот, да се спремаат прекрасни представи, доаѓа веќе Хамлет, еден прв Хамлет,
во тоа време со Ацо Стефановски, јас, Димче, така. 77 година овој театар да го доживее најголемиот врв во тоа, се разбира како резултат на се она што се случувало предходните години, да со свадбата на Мара, која стана еден настан, нешто што нема да се заборави, се разбира, никогаш, барем тоа се изјавите и денес на луѓето кои беа присутни, на мес Сараево, како еден Форетич, еден Феликс Пашич, Драшковиќ, врвни театролози. Таму го доживеа првиот, така да речам, се овенча овој театар со 5 златни венци. Стана театар кој што секој прашуваше од каде, кој и можно ли е да некаде таму долу на југ една Битола постои со еден таков театар. И од тогаш овој театар навистина го носи првото место. Времето кога се раѓаше и вообличуваше Битолскиот народен театар беше историско време. Без нужниот декор, костими, осветлување и други технички помагала, како и безброј други тешкоти и самооткажувања, но со огромна љубов и ентузијазам, ансамблот на Битолскиот народен театар ја дигаше завесата и сите години чекореше по трнливите патеки во постојана нагорна линија на полето на театарската уметност. Во Битола постоеше еден стар театар во вид на потковица, кој што се негува во сите држави, секаде. Многу интересантен театар беше, убав мал, но тогавашните власти најдоа за сходно да го срушат, макар да тој можеше да се вклопи во овој објект, во овој театар и да биде една мала сцена на театарот. И бевме собрани. Сите бевме собрани таму. И плачевме. Многу би сакал кога би се смогнале пари, да речеме, кога би се возобновил тој театар. Од 1980 година театарот работи во новата зграда, подигната на местото на старата, и располага со салон од 418 седишта, современа сцена и сценска техника, работилници, гримиорни и други помошни простори. Креирањето на репертоарот на Битолскиот народен театар секогаш будно го следи развојот на домашната драма, често навраќајќи се на светската класична и современа драма. Покрај истакнатите театарски творци од нашата земја, отворене и за многу нови и млади автори, а во него место најдоа и театарски дејци од други земји. Денес Народниот театар од Битола е еден од најзначајните театарски центри во земјава и пошироко. Благодарение на својот професионализам и пред се на ентузијазмот, добитник е на голем број награди и признанија, како Војдан Чернодрински, 11. октомври, Климент Охридски, 4. ноември, стеријни награди, Златни ловорови венци и други. Учесник е на многу театарски фестивали и манифестации во земјава и надвор од неа, како Стеријно позорје, Нови Сад, Мес, Сараево, театарските игри Војдан Чернодрински, Прилеп, Охридско лето, МОД, Скопје, Саем на театарот Љубљана, Интернационален фестивал, Инфат, Нови Сад, Град театар, Будва и други. Гостувал речиси во сите светски театарски метрополи, освојувајќи ја публиката и обезбедувајќи си повисок рейтинг на полето на театарот. Една представа може да биде најдобра, режисерот, глумците и се она што ја прави представата. Меѓутоа, представата оживува тогаш кога ќе влезе публиката. Публиката е онаа кој што ја оживува представата и представата живее се додека има публика да ја види.
Денес, кога има многу имени и безимени, познати и непознати, луѓе од сцената, но и од зад неа, кои свој животен век го вградиле во аналите на театарот и чии фотографии висат во фоето за публиката, во гримиорните на актерите, како да бараат од нас потврда за нивната минливост, или можеби со новите генерации се прашуваат дали театарот е човечки крик за среќа, за животна смисла и за излез од кругот на просечноста. И токму сега, кога 30 млади битолчани и битолчанки се наоѓаат на факултетите за драмски уметности ширум Европа, изучувајќи ги разните занаети на неговото височество театар, и најмалку уште толку се стремат за тој пат, со сигурност може да се каже дека овој театар на ова време си обезбедил своја сигурна иднина. Па мислам дека ние, оваа генерација во која припаѓам јас, сме среќни што сме овој битолски театар, затоа што имавме една голема прилика да се докажеме како актери, затоа што ни се пружеше прилика да работиме со врвни југословенски и светски режисерски имиња. Тука во овој театар беа продефилираа и доста професионалци од сите сегменти на театарот, сценографи, музичари, режисери, гостувачки актери. А исто така имавме среќа да бидеме и учесници во голем број на турнеи низ Македонија, во бивши југословенските простори, Европа, Канада и Австралија. Мислам дека тоа е доста поволно за еден актер за да се докаже и на туѓите сцени, покрај матичната сцена, и едно многу интересно искуство, размена на различни енергии. Мислам дека тоа оди во прилог на едно актерско име. Во Народниот театар Битола продефилирале една плејада од значајни имиња и во сценографски, и во костюмографски од свет, и воопшто во светот на уметноста, кои придонеле некако овој театар да стане во еден момент и неофицијално училиште, од кого јас и многу други мои колеги учевме, а се надевам дека во овие години успеваме и некој од нас да научи, односно нешто да пренесеме од таа богата традиција. Сакам да споменам дека нема гостување, нема фестивал на кој што Битолскиот театар со своите представи учествувал, на кој битно место не било посветено на токму на тој наш однос кон визуелното во еден театарски чин. Добро, македонскиот народ иначе има голема традиција во изработувањето на традиционална облека од која што и ден денес може да се учи. Јас лично многу пати сум бил инспириран од македонскиот фолклор и се трудам, значи, не да го емитирам тоа, туку да го покажам како една специфика од овој простор. Битолскиот театар, односно мојот театар, матичен театар, кај што сум и јас вработен, би сакал во иднина да го видам како театар кој што негува музички театар, како, например, кабаре, оперета, мюзикл, било што. Сите можности ги имаме во овој театар, имаме глумци, имаме режисери кои што можат тоа да го прават. Тоа би сакал, значи, во иднина да биде како една определба на овој театар, затоа што заслужува и оваа публика да види таков начин на размислување на едни креатори на таа уметност. Ке живее тој на овие простори и ке зборува за тоа чудно племе театарско во еден мал град во центарот на Балканот, каде 50 и повеќе години возот застанува на последната станица. Се случуваше театар.